Препородена во виорот на Втората светска војна, судбината на современа Македонија беше тесно поврзана со судбината на СФР Југославија. Конституирана на собранието на Асном во 1944 година, Република Македонија стана составен дел на истата. Југославија е резултат на поделбата на сферите на влијание, затоа и промените што за време на војната настана, добија санкционирање, беа потврдени во договорите што ги направија Сталин и Черчил, а потоа ги потврди и Рузвелт. Море крви пролили за братство и единство наших народа. И неćemo никоме дозволити да нам дира или да нам руе изнутра, да се руши то братство и единство. Ниједна наша република не би била никој и ништа да нисмо сви заедно. Втората светска војна Македонија ја дочекува со багажот од Букурешкиот договор од 1913 година. Според истиот, Македонија и нејзиниот народ се поделени помеѓу трите соседни земји – Грција, Србија и Бугарија, од кои најголемиот дел ќе припадне на соседна Грција. После Втората светска војна и во текот на Втората светска војна, како невралгична точка, иако не беше тоа клучниот на ниеден начин фронт, меѓутоа невралгична точка која што може да ги скомплицира решенијата од Јалта или согласноста меѓу Сталин и Черчил, бидејќи страхува околу егејскиот дел на Македонија, бидејќи во Грција се војуваше уште и не беше, така да се каже, јасна ситуацијата, каде што и англиската делегација ја поддржуваше федерална Македонија во федеративна Југославија, но не поддржуваше осамостојување и обединување на Македонија, бидејќи ги нарушуваше границите на Грција, па и дел и на Бугарија, меѓутоа се грижеа за Грција. Прво е Југославија, многу повеќе на кај Русија, а после е знатно повеќе на кај Запад, така да тој принцип е многу динамично остваруван. Во целиот период до распаѓање, он е во просек 50%. Поддржана од Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд уште од 1965 година, СФРЈ раснеше помеѓу двата завадени блока. Почнавме 78 година во летото, преговорите ги почнавме за првата спогодба, за заклучување на прва спогодба меѓу некоја социјалистичка земја и Европската заедница. Тогаш спогодбата се викаше спогодба за соработка и трговија. Болеста на Тито ги забрза работите. Требаше да заминам итно бара, италијаните да заминам за Италија. И беше директно закажана средба со председателот на владата на Италија тогаш, Франческо Косига. Кога стигнав јас таму негде пред вечер, ми рекоа дека за утре е померен состанокот, затоа што итно има Советот на Атлантскиот пакт, седница во Венеција, и тој ми ги кажа заклучоците што требаше јас да ги пренесам во председателството, дека јасно, директно ќе му соопштат до Советскиот сојуз, дека тоа за нив ќе биде казус бели ако интервенират во Југославија. Тоа ќе биде причина тие комплетно да се активират и да се станат на страната на Југославија. Има една поговорка, вели, да се чувате од две работи. Немате премногу да ги налютите американците и чувајте се ако да не ве засакат премногу русите. Често понавља да се социјализам не може градити на америчкој пшеници. А ја мислам да може то чинити оној ко зна, а оној ко не зна неќе моќи Бога ми на сопствени пшеници сагради. Другарот Тито, во изведба на најпопуларниот југословен Јосип Броз, беше централен лик во приказната за Југославија. Затоа за многумина, смртта на Јосип Броз беше неминовно врзана со смртта на земјата. Знаеме сите од историја дека сложените федерации се транзициони творби.
Траат известно време додека имате врзивно ткиво, дали е пара, дали е политичка фигура, крал, не знам што, со тек на време пропаѓа. Тоа е судбината на сите сложени империи, на федерации, нема друга судбина. Комунистичката партија на Југославија, начело со Тито, ја исползува борбата против фашизмот за кревање на социјална револуција, која резултира со воведување на еднопартиски политички систем, предводен од Сојузот на комунистите. Следеа 4 децени на политичка стабилност и економски прогрес, кои кулминираа во создавањето на една од 5 најмоќни војни формации во Европа – Југословенската народна армија, позната како JNA. Во Македонија просечно доаѓа околу 30.000 војници, значи имаше на територијата на Македонија. Зошто беа толкави вооружени сили на територијата на Македонија? Затоа што беше центарот на Балканскиот полуостров, од каде сите патишта водеа на исток, на запад, на југ, на север. Наша армија има еден единствени задатак, а тоа е да чува неповредливост наших граница, да чува своје народе и njihov мирен рад, да чува тековине велике ослободилачке борбе и ништа више. Југославија правеше годишен промет од некакви 5,5-6 милиарди долари извоз. Имаше представништва кај што беа на врвните позиции генерали со соодветно образование кои ги водеа тие фирми, представништва, особено во земјите во развој, да кажам, земјите на Блиски исток, афричките земји, например Алжир, Тунис, Мароко, Ирак, Иран, Сирија и така натаму. Секој народ, секоја држава учествуваше процентуално во главната каса во Белград. Значи, бидејќи ние беме 7% од Југославија, со население, со капацитет и така натаму, ние учествуваме со 7% финансиски и персонално во владата на Југославија, собранието, министрите и така натаму. Исто така 7% учествуваме и во армијата. И додека утврдени во својот антагонизам, Западот и Истокот поминуваа низ серија внатрешни конфликти, СФРЈ ја живееше својата ренесанса. Наспроти азијатскиот црно-бел модел на Сталин и Мао, разводнетата колор верзија на југокомунизмот почна да креира неочекувано заводлива слика на успех и гламур, но не за долго. Во 2 години, кога председател на Сојузниот извршен совет беше Джемил Биједич од Босна, Југославија се задолжи со одлука на политичкото раководство, највисокото раководство, 7 милиарди долари. Од 13 милиарди долари, долгот за 2 години скокна на 20 милиарди. И тоа вештачки ја одржуваше економската ситуација. Стапката на невработеност беше двоцифрена. 3/4 од мојата генерација или луѓето што живеат тука има многу мало искуство со тоа дека постои свет надвор од нашиот свет. Дури имавме фактички реплики кои што ви кажа, што ќе идам у Париз кога нема жива ограда. Значи постоеше една потреба како Фелини што го прави тоа или источноевропските режисери, како Устело моја мала што го прави Менцел, да исмееме нашата простота, да исмееме нашата зависност од квази митови. Во смисла на тоа дека и по Тито ќе има Тито. Фортом освежава Бреода раденска се на средом спаја. Велја чрна пескон, раденска чрна башкон. Риеки душо освежава. Имавме стварно чисто срце, некако работевме со многу љубов, ја работевме таа работа. Немаше, не се мислеше на пари толку, не се мислеше на заработувачка. Се мислеше да се направи нешто квалитетно, да се даде нешто до крај, да се даде нешто до крај. Да се житом злате и на брегу видим родни дом. Сваког трена мислим на те, земјо моја, земјо моја.
ipak spava usred žita kao zlatna klast. Postelja joj meka trava, zemlja moja, zemlja moja. Се формира една комисија во Сојузното собрание да изработи платформа за решение на косовското прашање. Спомнувам платформата заради тоа што таму една од констатациите беше дека економски проблемот на Косово не може да го реши Србија, а не може да го реши ни Југославија. Тие демонстрации не само да беа весни, туку и агенс кој влијаеше во распадот на Југославија. Тогашното косовско раководство за Сојуз на комунисти со Азем Власи и компанија, Качуша и Ашари подоцна, беа во многу незавидна позиција. Ем да бидат со својот народ или своите граѓани, ем да бидат правоверни комунисти да исполнуваат тие директивите по демократски централизам. Воглавно се обидуваше да се сатанизира албанското присуство во Косово или албанската лојалност кон државата. Историски докажливо е дека таквите ситуации после кои настануваа ескалации ги добиваше како задача македонски кадар. Тоа беше основата за србите кога се судрија, значи српската држава, кога се судри во Приштина со косовските студенти и рудари, работници, Македонија да застане како тампон зона со својата полиција. Два пати се интервенираше на Косово, што е нонсенс. Ако веќе интервенираш, треба да знаеш зошто интервенираш. Пред тоа треба да размислиш малку што бараат луѓето таму. Ако веќе си им дал автономија, со устав, пазите, со устав, остави ги тогаш, немојте да правиме сега други грешки. Џони беше пророк и тој предвиде некои работи со неверојатна прецизност. 80-та година у Загреб одевме некаде од журка на журка со него и тој ми рече: Стефановски, 100 луѓе, вика, ја држат оваа земја и наскоро оваа земја ќе се распадне. Дом народ со бомнарски цевки. Дојди овам. Земи цевку и работа. Имаше една тенденција во Југославија, уште беше Тито жив, да се отворат разни политички теми. И во театрот имаше тенденција луѓето да кажат некои теми на еден друг начин, да отворат теми и така натаму. И имаше разни храбри обиди во тој период, за да дојдеме конечно и 85-та година до Срекна нова, 49-та, која што се појави ненадејно некако. Гордан Михи сакаше да снима филм, па тоа тешко одеше и некако ме најде мене и ми го прати текстот. Гледаш, јас си стојам на зборот. Пасоши, 3 комада. Коста, мајка ти умре. Си то отида в болница. Тоа тежнење на нас луѓето кои што се чувствувавме, што се вика во тој комунистички систем, едноставно заробено. Значи, нашата желба, значи да ги отвориме тие патишта, значи ги отвориме тие врати. Што пошироко беше она што сите нас како млади, не знам, синеасти тогаш не водеше која желба да правиме таа врста на филмови. 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Значи, ајде да бидеме фер. Живеевме во држава која што имаше само една партија.
Живеевме локално во република која што имаше само 2 дневни вестника. Имавме телевизија со прв и втор канал од не знам колку часа програма. Ladies and gentlemen, rock and roll. Балканот секој пат бил расадник за тој тип на теми, каде што преку едно семејство или преку, не знам, односите помеѓу интимните односи помеѓу луѓето можело да се види, да се представи на филмското платно една цела политичка, односно цела општествена ситуација. Мене Југославија ми беше супер земја во смисла на во смисла на некоја пробитачност. Имав работа колку сакав, немав една, 5 работи одеднаш. Можем да одговорам на работи. Али сето тоа беше една зандана на духот. И баравме слобода, и зато подобро во Орахова љуска, што вика Хамлет, ставете ме во океан, отколку во најдобар брод. Ако нема слобода, нема ништо. Во 80-тите години, западните кредитори се соочија со фактот дека како економски субјект, Југославија е промашена инвестиција. Благодарение на студената војна која се уште траеше, земјата ќе ја задржи својата политичка улога. Тоа ќе го продолжи незиниот век за уште неколку години. Проблемот на неработеност почна да се заострува во Југославија, а од друга страна имаше доста штрајкови за платите и тие сегогаш одеа да се подели повеќе плата од колку што има. Тоа се покажа дека ние за минимум економска стабилност во тие услови мораме да користиме се повеќе странски кредити. Народот не може да се помири со вистината дека социјалистичкиот систем ги истроши своите можности за развој, тој самоуправен социјалистички систем. Второ, дека имаше долго години така наречена негативна селекција на кадри. Тоа не беа креативци кои што си го избориле местото на пазарот, туку кои што беа наименувани од некој комитет, некој одбор, па дури и, ако сакате, и работнички совет, меѓутоа кој што често одлучување у принцип е политичко. За кого се ти гласаш, тоа е политика. У економија се гласа за пари. Фактички негативна селекција на кадри, не давање поттик на креативците, едноставно го водеше системот надоле. По 80-тите години беа прилично посни, затоа што се случуваа разни работи, ние растевме како луѓе. Работевме некакви театарски представи, филмови, работевме се и се што, меѓутоа, како бенд слабо функциониравме. Се до еден момент, 87 година, кога се собра доволно добар материјал, доволно добри песни, за да настане албумот Као Какао. 26 апреля, в час 23 минуты, на 4-м блоке Чернобыльской атомной станции произошла авария. Чернобилската катастрофа ги стави на тапет дефектите на советската нуклеарна индустрија, кои беа последица на слабото одржување и застарената технологија. Напорите на советските власти да ги забошотат причините на несреќата беа катализатор на движењето гласност. Истото движење стана предвестник на реформите перестројка, кои ќе станат непосреден повод за конечниот распад на источниот блок. Падот на комунизмот веќе почна да се наслутува нормално со доаѓањето на Горбачов. Ти веќе во 85-та и 6-та година со перестројката беше јасно кај одат работите. Може би нас во Југославија не ни беа јасни. Во тоа време имаше еден сленг, и се уште трае тој сленг во Белград, кој ќе кажат као, знаеш, она као, ние идеме, знаеш, као, и мене ми упадна во очи тоа као, тоа стално поставување на зборчето као пред било што.
Си викам, ова е многу интересно. Као, значи ништо не е право, све е као, све е фейк или све е кобожемски. Бранот на рестриктивни економски мерки ја стигне и Македонија. Падот на животниот стандард предизвика штрајкови во Скопската железарница, чиј потрошувач беше и советската војна индустрија во рецесија. Тоа беше штрајк кој се случи некаде, ми се чини, септември, октомври 1987 година. Еден од поголемите штрајкови у една организација која запослуваше тогаш преку 10.000, 11.000 вработени. А ние сите треба да останеме овде и ќе останеме до сабајле, а не вака утре ќе го решаваме или ова денеска да се реши. По мене штрајкот беше израз на изгубениот чекор на социјалистичкото стопанство. Не можеше да се репродуцира и на цела низа места пукаше тој синџир на благосостојба релативна, не нешто многу висока, ама релативно без големи социјални разлики. Првиот став беше на раководството да не се прифати зголемување на плата. Како бе ние работници не сме свесни на каков начин луѓето се обогатуваат. Меѓутоа, на крајот, очигледно се договориле председателот на владата и председателот на партијата да им попуштат. И на крајот во салата предлогот излезе дека ќе им се дозволи известно покачување на платата. Така се смири штрајкот. Координација со сојузната влада тогаш, сојузниот премиер покојни Бранко Миколич, а на некој начин се помогна. Riječ je zaista o veoma krupnim reformama. Riječ je o mijenjanju stanja koje traje više decenija, o mijenjanju ne samo stanja, već i prakse. A razjasniti se sad o tome neće biti lako. Pored ostalog i zbog toga što ako apstrahiramo davno naslijeđeni dogmatizam, mi imamo i onaj kojega smo sami, da tako kažem, rodili i čiji smo postali zarobljenici. Pri tome ja želim kazati da ostvarivanje ovih ciljeva neće biti lako. Во Југославија не се развиваше економија која е компатибилна, да речеме, со економиите на Запад, дури ни со економиите на Исток. Мислам дека социјалните разлики во Југославија и во социјалистичкиот систем се еден сегмент на кој што социјализмот успе нешто да направи. Имаше некаква разлика. Сите имаме станови, ти имаш поголем, ја имам помал, или ти возиш фичо, ја возам 101 или 128, ама тоа е тоа. Таа уравниловка ги заспа иноваторите, ги заспа предприемачите, ги заспа креативците, затоа што беа еднакво третирани како и било кој вработен. Во ноември 1989 година, владата на Источна Германија ги отвори границите кон својот западен сосед. Уривањето на Берлинскиот зид го трасираше патот кон обединета Германија и го означи крајот на студената војна. 89-та падна Берлинскиот зид, почна перестројката. Стегите на комунизмот и на социјалистичките држави, на социјалистичкиот модел, социјалистичко-комунистички, кој како го нарекуваше, почнаа да попуштаат. Така се создаваше клима и во Југославија
за реформи, но вистински реформи на системот. Сум во ноква тивка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Моите сеќавања од тоа време за се прекрасни и најлошите сеќавања од тоа време се убави спомени за мене. За да не делувам ја као некоја просоцијалистичка женска, али нека ме побија некој. Јас имам само добри искуства, јас немам лошо искуство од тоа време. Сега сум обседнат со една неутешна мисла. Зошто толку ние сите, мислам homo sapiens, сме љубени во робството? Тоа е страшно колку сме влюбени во робството. Ние сите, несвесно или свесно, бегавме од слободата. Пошта, ветрине, помаги питају, нек се вулкани пробуде, само ратна да не буде. Во Белград 2 години пред распајачкиот конгрес се одржа конференција, втора конференција на Сојузот на комунистите на Југославија. Јас таму бев делегат на таа конференција. Имав дискусија. Дискусијата ја насловив Ода или посмртен марш на капиталот. Во кој случај на капиталот ќе му пееме Ода, во кој случај ќе му свиреме посмртен марш. Тоа беше клучната дилема за тоа од каков систем на каков треба да преминем. Словенија прво, а потоа и Хрватска и се придружи, почнаа да ја развиваат теоријата дека фактички тие ги финансират другите преку тој единствен девизен курс, дека ако е слободен курсот, тогашниот динар ќе иде претежно кај нив. Словенија стално беше во размената со странство суфицитарна, а Хрватска па имаше огромен девизен прилив. Мојата теза е дека социјализмот нужно создаваше невработеност. Имено капитализмот има една тенденција да максимизира употреба на ефтини ресурси. Тоа значи ако е ефтина работната сила, ја го максимизира нејзината употреба и не троши капитал и со тоа на известен начин го решава проблемот на невработеност. Фирмите беа превработени. Например, директорот на ЗИК Пелагонија, кога го прашав, ти требаат ли правници? Па рече, имам 87 правници во фирмата. Пожарот на гласност ја зафати македонската диаспора. После речиси половина век се слушнаа гласовите кои дотогаш беа неми. Не можеше да се зборува за некоја поголема или по-гломазна организирана организација, затоа што во тогашно време УДБА ги имаше пуштено прстите во сите македонски клубови, во сите црковни општини. Така да кажем, беше влезена во секоја куќа, во секој стан каде што македонците живеа. Во тој период, значи зборам сега периодот пред 90-те години, делува и работеа доста кили, меѓу нив беа исто познати и активности на нашите македонци кои што беа во диаспората, пред се едно оној дел македонци кои што беа прогласени како деситенти, нели, како државни непријатели на тогашната југословенска држава, бидејќи тие стапуваат тезата и теоријата надвор од границите на Република Македонија за сувереност и самобитност како суверена стојна држава. Првиот и најстариот водач од сите нив е Драган Богдановски и Шамбески, кој што беше секретар и кој што беше многу верен на движењето македонско, кој што за жал го убија во Минхен.
Но Драган Богдановски беше прогласен како непријател за тогашна Југославија. Но Драган Богдановски во Хелсинки, кога беа поканети председателите на сите држави во Европа за човекови права, отиде и тој со негова придружба на таа конференција. Кого представувате вие? Го праша. Одговорот беше на Драган: ние ја представуваме Македонија, за човековите права на македонскиот народ. Во моментот кога го изговори тој збор и стана маршалот на Југославија. Во Македонија македонците ја уживаат сите права и Драган Богдановски само му рече: нека извинит маршалот на Југославија затоа што не ја познава доволно географијата на Македонија, или толку ја познава Македонија, или толку му е знаењето. Ко се врате назад, маршалот издаде наредба: жив или мртав, Драган Богдановски да се донесе во Југославија. Беше тука притворен, одлежуваше долга робија, една од најдолгите робии која се зборува за човек во политиката за тој период. После излегувањето од затвор, негде 88 година ми се чини беше, кога дојдовме во ресторанот Ново Скопје со Драган Богдановски во Берлин, пред мојот виски на југословенскиот пасош, со коментар дека јас пасош со петокрака нема да носам. Една група, еден патриотски и интелектуален капацитет во лицето на Блаже Ристовски, Јордан Плевнеш, во лицето на мојата дребност, отидов неорганизирано во Америка и во Канада да направиме демонстрација на македонските луѓе тамо, пред Истривер, пред Обединетите народи, во кој ќе кажеме дека не го признаваме Букурештанскиот споразум, и тоа беше 75 години беше од тој споразум, во која кажевме дека тука се, како што рече Блаже Ристовски, се решаваше за нас, а без нас. Во историјата на меѓународната политика ја знам вакви ситуации. Например, кога се создавале Соединените американски држави. Имало една мала територија која тие отвориле за дебата што да прават со неја. Америка се создавала со освојувања, со купувања, од Луизијана е купена од Франција, Аљаска купена од Русија и така натаму, со освојување на териториите, на домородното население и така натаму. И зборувале за една територија. Река, па таа територија не загрозува, не може ништо. Да, рекле, не сега, меѓутоа, кој знае? Кој знае утре дали некоја друга сила преку неа може би нема да ја загрози нашата безбедност. И затоа подобро ние да ја анектираме. Или да не постои. Тако беше и грчкиот став кон Македонија. Ние по можност да не постоиме. Документација на Обединените нации. Прашањето на Република Македонија се третира уште од времето на Втората светска војна, продолжува со граѓанската војна, продолжува и со конституирање на федерацијата, и кога Македонија се прогласи како рамноправна федерална единица на Југославија, секогаш во подтекстот дека постои или не постои македонска нација, постои или не постои македонска држава, постои или не постојат малцинства во соседните земји што му припаѓаат на базичниот македонски народ, и од старата идеја, како они самите ја крстија мегало идеја за голема држава, правење на голема држава од малата Грција, после Балканските војни и поделбата на Македонија, се до денешни дни, тој притисок врз македонската држава и воопшто врз животот на македонските граѓани е постојан. Ја чекам син ми, него јам видено 17 години во Канада, ние со свој внучето ќе ми дојде.
плачем од радост и ги видов сите и ќе се собериме после 40 години со децата бегалци. Јас си proud to be a Macedonian and Canadian. I'm very proud to be. Си Македонка. Од гладост умираме, а ние страдаме. Од гладост умираме. А што да правиш? Живот пише романе. И нема е жал. Али ти си човек кој не одустае ако се една ствар заеде. Сублиматот на македонската кауза ја го гледам точно во таа исконска потреба и желба како една утописка представа за потреба на совршена или на некоја во наводници абсолютна слобода, правда, правичност и така натаму. Вие седум, вие четворица, таман. Как бре таман, удава? Така, нешто си заборавила. Што? Јас вредам за тројца. Тоа беше фактички еден филм кој на некој начин стави точка на едно 40 годишно живење, веројатно. Немаше да бидам никогаш избран за председател на ЦК, доколку за прв пат во историјата на Сојузот на комунистите не се случеше организирање на избори за председател со повеќе кандидати и со тајно гласање. Откако бев избран, вие се сеќавате, формирав комисија за реформи. Ја крстија некој Гошева комисија. Имаше околу 25-30 мислечки луѓе, интелектуалци, професори и така натаму. И на таа комисија и постави задача да направиме трансформација на системот. Попуштањето на стегите на комунизмот им даде глас на потиснатите чувства, кои не ги заобиколија ни спортските стадиони, ниту естрадната сцена. Тоа што е денеска репрезентацијата на Македонија во тој период во екс-Југославија беше Вардар. Јер најдоброто од Македонија што излегуваше играше во Вардар, пошто Вардар беше прволигаш. Гледајќи тој аспект, нашата генерација може да се каже дека направи еден голем успех во тој период од 5-6 години. Тие 5-6 години направи да македонецот на вистина се чувствува горд на територијата на поранешна Југославија. Јас се сеќавам дури на некои надпревари кога се игра големи надпревари, кога целиот стадион беше полн. Дури полека онака срамежливо почнаа да пеат Абре Македонче, каде се спремаш. Дури нашите настапи дава и некои револуционерни токови во тој поглед. На вистина, знаете, едноставно народот се будеше. Втората ренесанса на таа македонска фолк музика почна во крајот на 80-тите години со Воландовскиот фестивал и експанзија на ново компонираната песна. Една своевидна либерализација до тоа време немаше. Имаше така некој непишано ембарго. Скопскиот джез фестивал беше формиран и своето прво издание го имаше 82 година. Меѓутоа требаше да поминат неколку години додека не се постигна тоа ниво кое се сакаше. И гледајќи наназад 87 и 88 година беа тие кога фестивалот постигна висока европска и светска репутација, се разбира благодарејќи на програмата која беше во рангот на тогаш, значи на најголемите светски фестивали. На 24 април 1987 година во соседна Србија, председателот на Комунистичката партија ќе ги злоупотреби националните чувства за да започне сопствена војна против обединетиот Запад. Неговите амбиции да го заштити својот српски народ од надворешни влијанија и политички промени ќе доведе до најголемите крвопролевања во Европа после Втората светска војна. Јас барав на седница на председателството остро да го осудиме тоа.
Реков дека ако човек не се сопре, ќе има се и се што во оваа држава. Kada je formirana socijalistička Jugoslavija, srpski vrh je u toj novoj zemlji ostao podeljen, sklon kompromisima na štetu sopstvenog naroda. Ustupke koje su mnogi srpski rukovodioci pravili na račun svog naroda, ni istorijski, ni etički ne bi mogao da prihvati ni jedan narod na svetu. Кога ги биравме страните внатре во Југославија, ние секогаш без сомнение бевме на просрпската страна. Neka od danas zna ko nije znao da Srbija nije ćilim iz ušaka, da Kosovo nije svileni jastuk iz brusa, da Srbi znaju za nešto skuplje od glave. Светот се менуваше. Кинеските студенти бараа економски реформи и либерализација. Советскиот сојуз беше на работна пропаста, а Германија го славеше своето обединување. Соочена со глобалните промени, загрозена од длабока економска криза и во отсуство на цврста рака на Сојузот на комунистите, Југославија ги губеше причините за своето постоење, како и својата заедничка визија. Соочена со глобалните промени, загрозена од длабока економска криза и во отсуство на цврста рака на Сојузот на комунистите, Југославија ги губеше причините за своето постоење и својата заедничка визија. Стана очигледно дека во СФРЈ сите не ја замислуваа еднината на ист начин. Пред 90-тите години Југославија беше западната во една криза во која што 11 години поред немаше практички никаков раст. Стопанскиот раст или растот на општествениот производ се движеше меѓу 0 и 1 секоја година. Тоа реално економски значи назадување, затоа што се раѓаат нови генерации, популацијата расте, ако производството останува истото, значи истото се дели на повеќе луѓе. Автоматски доаѓа помалку на секој. 88 година беше таа комисија за реформи на економскиот систем, на системот во Југославија, комисија на Миколич. И членуваа 30-тина луѓе, јас бев од Република Македонија член на таа комисија. Таму се изврши главниот продор во системот. Таму беше договорено делимитирање на општествената собственост, таму беше договорено прифаќање на принципот на управување и распределба според капиталот, не според живиот труд. Дојде Анте Марковиќ. Течај динара везуе се за немачку марку и не мијења се до 30. јуна 1990. година. Чврста монетарна политика, уравнотежени буџет со властитим реалним приходима. Он беше еден од најразумните и економисти и политичари во Југославија во тоа време. Беше свесен од национализмот, нигде не води и никој, мали сме ние сите и тешко ќе можеме да ги пребродиме тие економски дефекти и инвалидитети кои ги имаме. Не е точно дека Анте Марковиќ ги донесе реформите. Анте Марковиќ се искачи на тој бран и откога дојде после Миколич, наследи олабавување на системот, деблокирање на системот, деблокирање на лимитираната приватна собственост, либерализација и економијата некако покажа знаци на засилено заживување. Tako ćemo od 1. januara iduće godine imati na raspolaganju apoene novog konvertibilnog dinara. Dozvolite da vam neke od njih pokažem. Па тоа е една оптимистична љубовна песна која многу брзо се расшири низ целиот Балкан фактички. Во Скопје стана, во Македонија беше мега хит, па дури еден од ретките хитови на македонски јазик кој се пееше во Словенија. Лепа ова машина, еви.
Добре, гледам кроз камеру, одлично. Одлично. Антибирократската револуција, тоа беше всушност револуција во полза на бирократите, не беше тоа антибирократска. И тоа беше стампедото на Милошевиќ, со кој што ги рушеше сите кои што се спротивставуваа на неговите политики. Тоа се случи во Црна Гора, тоа беше на Косово, тоа беше во Војводина. Постоеше обид да се оди во Словенија, да се одржи така наречен митинг на вистината. Словенците не дозволија да се случи тоа и тие рекоа, доколку без наша согласност дојдат на границата на Словенија, тие луѓе од таму, тие ќе бидат вратени со сите средства. Како одговор на тоа, Милошевиќ организираше преку Стопанската комора на Србија бојкот на словенечките производи. Единствено југословенско тржиште, као што добро знаете, нажалост, не функционише. Због jedne parcijalizacije, atomizacije kapitala i konfrontacije međusobno delova, preduzeća, grana, grupacija koje su nastale defektima u političkom sistemu koji smo mi izgradili u toku posljednjih par decenija, a pre svega od Ustava od 1974. godine. Се чувствуваше дека бившата федерација станува претесна рамка за да дојде до израз тоа равноправно здружување на југословенските народи, а во известна смисла станува и репресивна рамка. Веќе се чувствуваше распадот и тоа во месеците кои му предходеа на така наречениот 14-ти конгрес. За демократски социјализам и Југославија. Тоа беше не само 14-ти конгрес, туку вонреден конгрес. 14-ти вонреден конгрес се викаше. Значи не му беше редот да се случи тогаш кога се случи по нужда. Се случи Петар Гошев да биде избран за председател на тогашниот Сојуз на комунисти на Македонија и со тоа тој да го дај тој продемократски и исклучително тврдо дефиниран национален карактер на политиката што ја водеше. Неговата изјава дека Македонија не е српска бановина, која во тоа време предизвика многу сериозни бранувања. Токму преку таа реченица нагласувајќи дека Македонија има свој јас, Македонија има свој национални интереси, Македонија има свој идентитет. Председателите на републиките беа по функција членови на председателството на Сојузот на комунистите на Југославија и одевме за подготовка на тој вонреден конгрес. После 6 месеци на крајот запишавме став да нема да има надгласување за прашање од витален интерес на републиките и покрајините. Далеко више толеранције меѓусобне и промишљања што нам е чинити за ревитализацију Савеза комуниста Југославije, a da dalje nastavimo rad u odnosu na ostale dokumente, usvajajući ih bez diskusija, opredjeljujući se glasanjem za ovaj ili onaj amandman. За жал, само што започна конгресот, стампедото на мнозинството делегати од Србија го сруши тој принцип договорен, тој став, како едноставно како да не постоеше. Надгласувањето тргна за се и се што. Словенците, во известна мера и хрватите, активно се подготвуваат за тој распад на Југославија. Веќе од 86-7-8 година има и готови документи, планови, проекти за тоа како кога се осамостојат. Единствен зборува на македонски јазик, сите други се обидуваа да покажат колку добро или колку недобро го познаваат српско-хрватскиот. Настапив со 3 амандмани, кои за жал не добија ама никаква поддршка од македонските делегати, но затоа пак добија френетични аплаузи и извици на одушевување од словенечките и од хрватските делегати. На тој конгрес се знаеше која република каква позиција ќе застапува. Значи беше јасно дека словенците се решени да си заминат од Југославија. И дека ако тоа се случи,
ке ги следи Хрватска. Onaj ko želi da izađe iz Saveza komunista, bar po meni, vrata su mu široko otvorena i bilo bi poštenije svoje ideje, svoje ambicije, svoja nova politička opredeljenja i svoje političke programe testiraju mimo naše organizacije, pogotovo mimo ovog kongresa. Она што не беше јасно е како ќе се однесува Македонија и Босна. За Србија и Црна Гора се знаеше дека ќе дејствуваат како две очи во глава. Значи, Мило Џукановиќ, Момир Булатовиќ и Милошевиќ има јасен и цврст сојуз. Борбата беше дали може остатокот на Југославија од 4 републики да функционира. Словенците поднесоа амандман за осуда, политичка осуда на економската блокада. Гласав за. Но мнозинството, бидејќи Милошевиќ гласаше да се одбие тој амандман, и сите од Србија, од Црна Гора, србите од Босна, од Војводина, од Косово, го одбие амандманот. И тоа беше кулминацијата која словенците не можеа повеќе да останат. И еве најновата вест од центарот Сава. Се појавува председателот на председателството на ЦК на Словенија Ребичич. Амандман, него бих хотел да jednu izjavu povodom donošenja ove deklaracije. Uzimamo na znanje odluke većine na ovom plenumu, ali za nas te odluke nisu prihvatljive i ne mogu nas obavezivati. Zbog toga predlažem da se svi delegati iz Saveza komunista Slovenije koji se slažu da su se nažalost stekli uslovi da napustimo 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije, to i učine jer ne želimo biti suodgovorni za agoniju Saveza komunista Jugoslavije u koju je vode sadašnja nametanja volje i nosioci tih nametanja. Hvala. Јас од оваа дистанца го разбирам притисокот врз Петар Гошев. Сигурно не било лесно. Во едно ќоше од Сава центарот ги повикав делегатите и им реков и за нас е конгресот завршен, што напушти една делегација, да не говорам две, се враќаме во Скопје и во Скопје ќе се договориме. Председателот, значи, на Сојузот на комунисти и председавач на конгресот Петар Гошев гласаше заедно со Милошевиќ, тоа како се вика зелено ливче, на прашањето кој е без пауза да продолжи работата на конгресот од кога си заминаа двете делегации, словенечката и хрватската. Го прашувавме што му стана, што се случи со него. Он рече дека се збунил. Може би и стварно, навистина бил збунет, можда не им бил, можда поделеноста била страшна и во Сојуз на комунисти на Македонија. Во 1990 година, кошаркарската репрезентација на Југославија триумфираше на светското првенство во Аргентина. Финалниот меч ќе биде запаметен по тоа што кошаркарската звезда од Србија, Владе Дивац, им го одзема хрватското знаме на навивачите и го фрли на паркетот. Дивац подоцна ќе изјави дека репрезентацијата тогаш играла под едно југословенско знаме и дека инцидентот немал никаков националистички подтекст. Само 2 недели после првите демократски избори во Хрватска, на кои победија партиите кои се залагаа за независност на Хрватска, во Загреб се состанаа екипите на Динамо Загреб и Црвена звезда од Белград. Наместо надпревар, дојде до жестока пресметка меѓу навивачите. Тепачката траеше повеќе од едно полувреме и заврши со 60 повредени. Европска заедница у посебном саопштењу изражава забринутост због стања у Југослави. Пардон, ово е штампарска грешка, треба да пише због стања у Југослави. Мада морам да кажем и ово што е написано
Nije baš sasvim pogrešno. Милошевиќ беше поддржан во Македонија, кога покажа остра политика према албанците на Косово. Македонците, чувствувајќи страф од тоа прашање, тоа го доживееа како политика која што обезбедува сигурност и во Македонија. Се разбира, за жал, погрешно. И дома моите што ме воспитува, и дома што поминавме историски премрежен, не како само семејство, ние, тука и македонскиве семејства од Егејска Македонија кои дојдоа од источниот блок во Република Македонија, многу подобро го знаевме проблемот во однос на релација, например, Грција-Југославија, Грција-Македонија, и сметаме дека практично Грција ќе ни биде еден од главниот проблем, како што и сега долги години ни се појавува, по однос на идентитетот, на јазикот и на името. Ние едноставно немаме ништо против ниеден народ. Исто така знаеме дека негаторскиот однос према нас не е народен однос и не е карактеристика на ниеден народ со кој што национално се допираме или со кој што заеднички живееме. Нашите национални чувства сведочат епохите, самобитноста и едноставните зборови од македонската песма "Македонско име нема да загине". Слободарскиот ентузијазам на македонската дијаспора полека се пренесуваше и на македонските собиралишта. Во текот на наредните 2 децении, властите на јужниот сосед обилно ќе го користат тој момент во своите внатрешно-политички пресметки со цел да ги придобијат гласачите и да го свртат вниманието од сопствените економски инвалидитети. Нашиот сојуз на комунисти имаше изградено после жестоки дебати и поделби став дека дека остаток од Југословенска федерација не би значил Југославија. И дека во таква 4 члена комбинација македонците ќе бидат губитници. Во април 1990 година се одржа 4-тиот пленум на Централниот комитет на реформираната партија на македонските комунисти. Како водечка се наметна реформистичката струја на председателот на КПМ Петар Гошев. Тогаш стана јасно дека македонските реформирани комунисти го прекинуваат членството во принципијалната коалиција на Слободан Милошевиќ. Оваа одлука не помина без незадоволства. Во Србија се формираат партии, во Словенија се формираат партии, во Хрватска се формираат партии. Македонија се уште нема никакви партии, ние се уште сме срекни во рамките на комунизмот. Знам дека тогаш почна првата иницијатива, ако не се лажам, беше Лигата за демократија. Тогашниот председател Марјановиќ побара малку време да распишуваме избори веднаш, за да се консолидирала опозицијата. Јас им реков, го имате. Тоа време. Одложивме избори 6 месеци подоцна, отколку што планиравме претходно да ги одржиме. Мак кога дојде, веќе тука, нели, испоред имињата, знаете, се сеќавате Ганет Тодоровски, Анте Поповски, Бранко Гапо, тука имаше серија на познати имиња и веќе се појавив на нивното основачко собрание и јас кажав дека МАК треба да се дефинира како движење кој ќе биде за конфедерација. Во Југославија се случуваа крупни работи, почнаа негде и судири. Не расправавме дали ќе застанеме за ставови на Хрватска, за ставови на Словенија, дали ќе застанеме за ставови на Србија. Меѓутоа, јас не се наоѓав тука. Почнав да се дружам со Динката. Тој беше еден од тие дисиденти стари, нели? Тука на тие посети кај Динката го запознав и Борис Мековски. Во една фаза, значи уште пред МАК, го запознав и Драган Богдановски, затоа што тоа беше времето кога Драган Богдановски беше пуштен на слобода. Во таа подготовка јас да ја напуштам ВМРО, односно МАК, Динката почина. И останавме сами со Борис Мековски. Makedonija li pruža
На 20 септември 90 година, Собранието на Македонија ќе усвои 25 уставни амандмани, со кои се укинува монополот на Сојузот на комунистите и се воведува партиско-политички плурализам. Наеднаш се појавија социјалисти, се појавија и комунисти, последни што остана се и појавија либерали, па се појави ВМРО ДПМН као конзервативно, па се појавија некои други исто така христијано, демократски, па социјалдемократите со некаква врска со претходната Сојуз на комунисти на Македонија. И вие, меѓутоа, вие не знаете што овие имиња значат, што зад нив стои. Многу конфузен период. Очигледно повеќето од македонските политичари од тоа време не ни верувале дека вистински се распаѓа Југославија. Нема друго објаснување зашто, да речеме, на првите избори, независни плурални избори, учествуваше партија Реформски сили на Југославија. Во Македонија и во Босна. На друго место нигде не фати корен. Значи, се гледа дека и Босна и Македонија не биле спремни за независни држави. Nama ne treba ni anacionalni, ni ne znam koji drugi, nama treba program u kojem će se prepoznati svako do nivoa Jugoslavije. Сојузот на реформските сили треба да биде она јатка во секоја населено место, во секоја општина, па и во републиката, која ќе действува како катализатор на ирационалните конфликти. Гледајќи денес што се случува во Југославија со демократијата, со плурализмот така натаму, а знаејќи дека сме најнееманципиран народ. Ние решиме да се еманципираме со припомош на другите што се поеманципирани од нас, односно да оформиме наша партија на која го дадовме во име Партија за целосна еманципација на ромите од СССР Македонија. По распуштање на Собранието, неговиот председател Вулнет Старова ги распишува првите повеќепартиски парламентарни избори, кои ќе се одржат на 11 ноември 1990 година. Од 25 регистрирани партии, на изборите ќе излезат дури 18. До тексува се партит политике ќе укријува на кът фаз, përgatiteshin për të marrë pjesë në zgjedhje të cilat do të mbahen në gjysmën e dytë të vitit 90. Mirë po, desha të potencoj se pothuajse të gjitha partitë politike, sipas programit të tyre, kishin ngjyrime etnike, që thotë se te pala maqedonase u grumbulluan kryesisht partitë maqedonase, ku karakteristika është VMRO-ja e cila kishte edhe programin nacional, ndërsa te pala shqiptare ishin dy partitë politike, Partia për Prosperitet Demokratik në krye të cilës u zgjodh zoti Nevzat Halili, dhe pak më vonë edhe Partia Demokratike Popullore në krye të cilës u zgjodh një adetar i vjetër i treve së detove siç ishte zoti Jusuf Rexhepi, për pak kohë dhe më vonë zaventësoi edhe zoti Ilyas Halimi. Ние имаме многу јасна ситуација на првите избори. Една политичка партија која зборуваше самостојна независна Македонија. Формирањето на партијата ВМРО како идеолог беше Драга Богдановски. Све беше од него написано, и статут, и деловник, се како треба да се работи, и тие работи, кога ме повика Драган да ја однесам во Минхен и Лјупча Измејковски, таму се сретнавме со Драган Богдановски, со Гојко Јаковлевски, неколку дена се договоривме како и кога да одржиме оснивачко собрание. Идеологијата на партијата беше за самостојна Македонија. А во рамките на Конфедеративна Југославија, тоа го
нели чат пат го спомнувавме за да нели да немаме некои поголеми проблеми, меѓутоа се што се зборуваше беше за самостојна независна Македонија. Другите политички партии не. Елементите на самостојна независна Македонија никој не ги зборуваше. Се уште бевме во Југославија. Каква ќе биде реакцијата на војската? Каква ќе биде реакцијата на тие внатрешни на служби за внатрешни работи кои што се уште има влијание во земјата? И тоа беше работење во една, да речем, крајно нестабилна ситуација. Продалим га фактори политик Косовар, ку атие с партит политике нук морам пиес на зеде че организои Србија, на Македонија, партит Шиптаре морам пиес на систем, на зеде че организува на конвент. Иш një реалитет кресишт тjetër на територија на Македонија. Јас имам информации дека некои беа стимулирани да формираат политички партии од старите служби, бидејќи на старите служби не им се допаѓаше политиката на Гошев. Многу беше интересно како се направи првиот извршен комитет. Освен мене Измековски, ако не се сеќавам, можеби уште еден човек кој беше претходно подготвен дека ќе биде член на извршниот комитет, таму сите 10 или 11 луѓе беа предлагани буквално во еуфоријата. Значи, некој ќе го предложи овој што седи до него, некој што можеби претходно најмногу викал. Значи, тоа беше, како да ви кажем, далеку од нешто што се нарекува сериозно формирање на политичка партија. Тоа сето се крчкаше и претходно, значи пред 90-та година. Затоа јас ова не случајно го зборам, бидејќи кога луѓето се повикува дека ВМРО-ДПМН е стихино формирана 90-та година, ете, падна од небото нешто случајно, потпочна поише партискиот систем, дали, и се појави политичката партија ВМРО, односно ВМРО-ДПМН, овој пат кој што треба го наследи континуитетот на ВМРО. Сакаме да ја сочуваме Југославија како заедница на рамноправни држави. Но не сакаме да се организира Југославија во која што ќе има првостепени и второстепени републики, како што досега има, и не сакаме Југославија во која што оската СХС кога сака ќе ја создава Југославија, кога сака ќе ја разградува Југославија на штета или не прашувајќи ги останатите републики и покрајни во Југославија. Тогашната единствена партија на власт воопшто не се сомневаше дека ќе биде победник, бидејќи никакво сеќавање немавме ние, нити искуство со некој плурализам, а уште помалку со ВМРО-ДПМН. Тој момент кога се појави ВМРО-ДПМН, беме третирани како нешто дека тоа е само привидно, дека нешто е само една пуста желба на една одредена структура луѓе во Република Македонија, кои што би сакале да дојдат до таа цел. Во никој случај нивните анализи не покажува, значи, анализите на тогашните служби во Република Македонија, на тогашните служби во Белград, во Софија, во Атина и така натаму, не им дава до знање и нема такви показатели дека ќе се случи тоа што се случи повторно ќе речеме во Република Македонија, до еден целосен пресврт и ние како партија добиеме поединечно најголем број на пратеници во македонскиот парламент. Во првиот круг Сојузот на комунистите на Македонија, партија за демократска преобразба, имавме 7 пласирани директно, имавме околу 35 на прво место, со убедливо водство од по неколку илјади гласови пред второ пласираниот. Пресвртот настана меѓу првиот и вториот круг. Мене ми беше јасно како дневно се топи нашата предност меѓу првиот и вториот круг. Но јас не сакав да учествувам со таа реторика, со тој вокабулар и одбрав, макар и да загубам, но да не бидам јас тој што ќе произведува ситуација во Македонија, такава како што беше произведена на другите простори во Југославија. Pas përfundimit të zgjedhjeve, unë nuk do të përshkruaj me numra, dhe me thënë se sa kandidat ka fituar njëra ose partia tjetër, por më kujtohet se fitore më të madhe nga bloku Maqedonas kishte VMRO-ja me 38 deputet,
Ndërsa nga bloku shqiptar në tërësi, domethënë të dy partitë politike kishin 23 përfaqësues në një parlament i cili do të kishte 120 përfaqësues, që do të thotë se shqiptarët në Maqedoni të përfaqësuar me dy partitë e tyre politike përfaqësonin një forcë relevante politike në këtë shtet.